Добро утро. Добро утро. 8:08 Радио 2 во четврток наутро, а во четврток наутро со Златко Кекел Самарџиевски се играме. Самарџиев, да, днески во Скопје сме ски играме битолцизми. И ти денес Бог ти са чекајки. Добар ден. Не многу, некоја минута. Добро утро. Добро утро. Добро утро на сите слушатели на битолцизми на Македонско радио 2. И погодивте, јас сум Златко Самарџиев. Ме викаат Кекел, а некој Кекелче на Гален. Оре, плямпач. Чекајте. Пред рука што викат Скопјани не збори. Чекај сега. Добро, чекам. Ко бев Битола, Ајде. сега викендо ко бев Битола, на Пале молам, слушај, не те чак ти са, шо плямпаш? Тој ми вели Фарошо или Кација? Може Кација најубо. Само он зависи. Па сега, првиот дел го разбрав, ама вториот фич, не чактисов не разбрав. Шо зборуваш? Не те чактисов не разбрав. Плямпаш? Зборуваш. Плямпаш е кога збораш нешто, да не речам, глупости. Извеза нешто. Шо не те прашал никој, ти си плямпаш, така и немаш друга работа. Така ама... Тој е плямпање. Фарошо или Кација, појма. Зависи зашто треба Фарош. Фарош е една алатка која е многу погодна кога се мети, кога се чисти. Тоа на пластично лопатче кога се бери ѓубрето во него и потоа се Да, тоа лопатче се вика, така? Пластично. Фарош се вика кај вас не знам. Лопатче? Лопатче. Не сме толку евалуирани на лопатите имиња да им даваме. Чекај сега, со фарош или со книдла ќе метеш од сабајле, со лопата? А фарош може да се користи и за вистинска лопата или пак само за онаа пластична? Пластична само тоа е фарош. Тоа е фарош. Си е лопата. Да, лопата си е Не, мислам лопата. овие политичариве дали зимаат фарош од време на време. На битолска телевизија фрли еден фарош во новата инвестиција. Светка црвениот телефон, извини, добро. А Кација? Кација е исто така лопатча, ма метално. Кација ти е фрлат. Не фрлат. Ама не, тоа металното е за носење на жар од една соба во друга соба. За соба кажат минатиот пат што е соба. И што се собачи. Или порано во мангал. Од собата во мангалот за да се носи жар. Мангал, да. Мангал сум чул некој да користи мангал, ама добро. И соба, што значи кога се пренесва жар од едната соба во другата за да се запали огно и за да се стопли, тогаш се користи кација. Браво. Овдека малце ми направи финта и ме испрашуваш од минатите часови и ми даваш тест без најава, а јас ако не повторам, не можам да... Паднеш на екстерно. Ќе паднам на екстерно, да, така да... Значи, фарош е пластична лопата, Кација е метално лопаче, а лопата си е лопата. Лопата или дурија и така натаму. Како? Лопата или? Дурија, тоа е една права лопата што нема агол. Дурија. Леле, замисли колкава забуна ќе настане меѓу населението ако место фрли лопата користат некои од овие синоними. Дурија, Кација или фарош. Дурија не може да се фрли со дуриот е таа е хоризонтална, со неја само се сече, а со лопатата се нафрлува. Не е така едноставно. Колку работи испонаучив денеска. Чунки Арно, браво. Фала ти многу за денешнава лекција по битолски. Се слушаме повторно за 7 дена. Би требало. Благодарам. Убав ден, уште подобра работна недела. И многу фароши да фрлите. Благодарам. Чао.